Добро утро и од мене. Денеска разговараме со една од најгласните, најсмелите и најактуелните авторки на современата македонска книжевна, но и театарска сцена, Драгана Лукан Николовски. Повод за гостувањето во Македонија наутро е нејзината нова книга која ја промовираме, меѓутоа и сите други активности кои ги има паралелно и со пишување, меѓутоа и со нејзината работа во театарот за деца и младинци. Само да спомнеме дека книгата е финалист за наградата Стале Попов и полуфиналист за роман на годината. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Вашата нова книга 11 начини како да ја сега мораме тоа да го кажеме, да, тите љубовта. Избравте жаргон во насловот. Зошто? Веќе спомнавме дека вие сте една од најхрабрите и најостри би можеле да кажеме писателки. Мислам дека времето во кое што живееме ја губи полека битката, литературата ја губи битката со интернетот, со брзите медиуми, со сето она од кое што особено младите луѓе се секојдневно бомбардирани. И затоа сметам дека ако сакаме доследно да се бориме и да ја добиеме таа битка, многу е важно литературата да почне да зборува на јазикот на кој што зборуваат луѓето. Бидејќи кога се обидуваме да наложиме одреден начин на израз, не успеваме да допреме до публиката, а тоа всушност на литературата е главното полен интерес. Тоа веќе се гледа од насловот за вашите книги, ќе кажат болат, но се вистините, односно болат од тоа што се вистините. Колку личното искуство влегува во вашето пишување? Мислам дека секоја проза и особено драмата секогаш е инспирирана на некој начин од животот на авторот. Не биографска во смисла на тоа дека тоа се мои приказни, но тоа се приказни кои што ги слушам, ги гледам, кои што постојат насекаде околу нас. И баш затоа, мислам, генерално, особено моите драми, луѓето ги доживуваат како некакво огледало на денешното време и на ова место тука на Скопје, на урбаниот живот во Скопје, и публиката затоа многу лесно се препознава. Мислам дека е исклучително важно да црпиме од секојдневието и да го кажуваме она кое што најдобро го знаеме. Публиката на органско ниво потоа тоа го чувствува и знае дека станува збор за нешто што е поврзано директно со нејзиниот живот. Така, треба искреност со публиката практично. Сега од таму, дали луѓето во денешно време повеќе се плашат од љубов или од слобода? Моето цело творештво се темели на тоа дека јас сакам да направам една паралела помеѓу љубовта и слободата, бидејќи секоја љубов која што ја ограничува слободата има некаков проблем во себе. Вистинската љубов има големина да ја даде таа слобода. Значи слободата е најважното и најголемото и најултимативното право на секој човек. Всушност така е опишана вашата најнова книга за слободата и за нејзиното отсуство. Да, работата е дека оваа книга, овие 11 начини, кои што јас тука ги ставам во насловот, станува збор за роман, впрочем роман во раскази. Тоа се 11 индивидуални приказни, но тие се преплетуваат, односно ликовите од секој од расказите се појавуваат и на други места, така да можеме да видиме што пред главното и по главното дејство се случува со истите ликови. Но станува збор за 11 ситуации кои што јас ги издвоив како ситуации во кои што луѓето се принудени да се откажат од вистинската љубов заради лажниот морал на општеството во кое што живееме. Всушност, слободата на изборот, дури тој најинтимен избор, кого ќе одлучиме, не кого ќе одлучиме, туку кого ќе сакаме, многу често знае да биде ограничена од луѓето кои не обкружуваат и општеството кое што наложува одредени норми. Овие 11 приказни, секоја на свој начин обработува една од темите со кои што нашето општество знае да ги зароби луѓето дури во тој фундаментален избор на најголемата слобода кого ќе сакаат. Така, веќе одговоривте на моето следно прашање, односно зборувате за конкретно за нашава средина, меѓутоа Балканот може секако да се поистоветува и секогаш да се гледа на една целина како таков, и практично потврдувате дека Балканот се уште ја контролира љубовта преку моралот и моралните принципи, односно некакви си морални
принципи кои може би важат само за нашево поднебје? А тоа е прашањето кое што оваа книга всушност го поставува дали станува збор за морал или станува збор за лажен морал. Тоа е поголемиот проблем. Балканот како територија е многу позната по тоа што сите ние го знаеме како поставување двојни аршини, што се вика народски. Значи, моралот во една поголема смисла тука се користи како оружје за ограничување на туѓите слободи. Вашите женски ликови секогаш се силни, меѓутоа скоро никогаш идеализирани. Дали, односно, зошто ви е важно жената во литературата да биде реална, а не совршена, како што исто така на овие простори некогаш знае малку да забега во тој контекст? Да, сметам дека особено во македонската литературна сцена имаме голем недостаток на воопшто третманот на женските ликови како такви. Жените во македонската литература најчесто се на ниво на функции, кои што само некако му помагаат на главниот лик, кој што најчесто е машко. Тоа е всушност и мојата докторска тема со која што се занимавам, е третманот на женските ликови во македонската драматургија од битова драма па се до постмодерна. И многу е интересно тоа да го забележиме дека во Македонија еден од првите, односно првиот значаен женски лик е Цвета во македонска крва свадба, која што е лик екзистенција. Таа е представник на целата македонска култура и одбивањето да се подчинат на окупаторот, а од друга страна по незе доаѓаат еден куп жени кои што само се појавуваат како функции. Прашањето што јас си го поставувам на лично и на професионално ниво е како ние сме дошле до тоа од една толку силна женска хероина, потоа да успееме тоа да го разводниме до таму да жените речиси не се појавуваат како главни ликови во македонската книжевност. Баш од таа причина сметам дека како жена мислам дека многу подобро ги познавам и ги разбирам жените и моите женски ликови апсолутно се секогаш инспирирани од реални ликови и затоа е тоа чувство на веризам кој што се доживува во мојата книжевност. Во книгата има присуство и на хумор и иронија, па колку преку хуморот всушност читателската публика во Македонија може да ги преживее тешките теми кои што всушност ги отварат? Па тоа е најлесниот начин, проучам, затоа што ако литературата не сме да ја кара публиката. Ние мораме да најдеме начин како да комуницираме со публиката и да ги кажеме и да ги посочиме дури маните кои што сме ги забележале во општеството, на начин на кој што публиката тоа ќе ја забавува во исто време, но на крајот сепак ќе ја натера да размисли за она за кое што сме сакале да зборуваме. Колку книги имате позади вас? Во овој момент, ова е втората моја книга. Првата книга е Улица Мајмунска, тоа се 9 раскази кои што се занимаваат со општествени теми. Исто така станува збор за саркастична една книга во која што ги обработувам техничкиот напредок на општеството и како луѓето тоа го доживуваат. Улица Мајмунска излезе 2020 година и тогаш поради тоа што беше корона и се немаше своја промоција, така да јас мислам дека исто така е интересна да и биде представена на публиката. 11 проверени начини е мојата втора книга, односно роман во раскази, и исто така Марта Верина, мојата драма која што е на редовниот репертар на Македонскиот народен театар во режија на Нино Николич, веќе втора сезона, мислам ќе игра и следната година сигурно, излезе како дел од премиерата на представата, односно на праизведбата, што во европските култури е нормална пракса, кај нас можеби беше еден од првите случаи во кои што драмата се испечати во самата кампања за праизведбата на представата. И сега кога сме кај Марта Верина, тука се отвара силно прашање за женскиот идентитет, жена обкружена со туѓи приказни иминото. Дали сите ние на некој начин живееме под товарот на генерацијските трауми, нешто што посебно сега во овој момент нели се зборува и ни се наметнува?
Да, генерално тоа е едно од по линијата на мојот интерес да го истражувам начинот на кој што она кое што во животите на луѓето се случувало во нивното детство и го просведочиле како модел на некакво однесување, какво влијание истото прави понатака во нивниот возрасен условно живот. Марта Верина е една приказна која им дозволува на сите на сите жени да се идентификуваат со нејзе, бидејќи го прави она кое што можеби е најтешко во времето во кое што ние живееме, се осмелува да избере да биде среќна. Тука е и вашата, односно современата драма Ана, Да. која практично е комуникација, односно тоа не е како му доаѓа тоа, вие може најубаво да објасните зашто станува збор. Драмата е инспирирана од Ана Каренина. Да. Всушност тоа е интересна приказна пред кога почнав да ја пишувам драмата, помислив на тоа, инспирацијата беше тоа дека помислив дека после 150 години од кога Толстој ја напишал Ана Каренина, општеството се има променето и светот се има променето и дека денеска модерната Ана Каренина ќе победи. Дека сите кампањи за женски права, женска еманципација, поддршка на жените ќе дадат на модерната Ана Каренина да се избори со сето тоа и да излезе како победник. Како почнав да ја пишувам драмата и како почнав да истражувам, бидејќи во контекстот на денешното време, мојата Ана Каренина после оставањето на мажот и на љубовникот и останувањето сама станува инфлуенсерка, која што одеднаш има страшна голема публика, сите ја поддржуваат до моментот кога некој ќе објави одредени работи за нејзиниот приватен живот и кога почнува тоа да се руши како кула од карти, односно оние кои што најмногу ја поддржуваат почнуваат најмногу да ја напаѓаат. Всушност драмата го кажува тоа на крајот, за жал крајот на приказната на Ана не се менува и покрај поминатите 150 години, но тоа што всушност го диагностицира оваа драма е дека и пред 150 години денеска самоубиството на Ана Каренина не е самоубиство. Тоа е убиство со предумисла од страна на општеството. Вашето искуство, сака ли нашата публика искрени приказни со оглед на тоа дека веќе најавивме како Апсолутно. доста искрена писателка? Публиката тоа го чувствува на некакво органско ниво и многу е интересно, особено за нас кои што работиме во директен контакт со публиката. Книжевноста е покомплицирана, тамо не знаеш како луѓето го доживуваат тоа што си го напишал. Но во театарот, кога си тука присутен и ја гледаш публиката, буквално го гледаш изразот на нивните лица. Некогаш кога ќе настане таква тишина во салата, кога доаѓаат некои драматични делови во представата, имаш чувство дека салата е празна. Тоа кажува дека публиката на вистина го доживува тоа на едно многу интимно ниво. Малку и за искуството во театарот за деца и младинци, верувам дека од се ова што претходно зборувавме е малку поголем предизвикот и начинот на кој што со таа детска публика треба да се поврзите, така што како стојат таму работите, на што се работи во моментов и еве како нова генерација, нова публика пред театарската сцена, гледате ли некоја разлика во нивната отвореност можеби и генерацијски јас кој што на некој начин преку сите ваши дела се обидувате да го промените или барем да испитате докаде сме, дали нешто се променува исто како за Ана Каренина пред и по 150 години? Да, многу е интересно. Јас работам во театарот за деца и младинци веќе речиси 11 години. Од секогаш сум сакала да работам за детската публика, бидејќи театарот за деца и младинци, освен да ја забавува детската публика, има една многу по-драгоцена улога, а тоа е ние создаваме нова публика. Децата кои доаѓаат да гледаат представи како деца, тие ќе бидат верна публика на театарот и кога ќе пораснат. Мислам дека особено овој принцип за искреноста кај децата е уште поважен отколку кај возрастната публика. Бидејќи децата уште полесно ја детектираат неискреноста која доаѓа од сцената и затоа работата со деца буквално дава една друга енергија.
Ние во театарот за деца и младици моментално на моје големо задоволство се поставува една драма од мојата колешка Хана Корнети. Ја поставува Хана Милинковска и тоа е една представа на тие две Хани. Се надевам дека до крајот на наредниот месец представата ќе има премиера, се уште не е најавена. Но конечно во театарот дојде да се постави еден текст од една млада македонска писателка. Јас се обидувам како дел од театарот секогаш да инсистирам да се поставуваат младите автори од Македонија во нашиот театар, бидејќи на децата им требаат автентични домашни приказни. Ние нашиот репертоар го градиме со добро планирање, се обидуваме да има секогаш застапени приказни кои што децата секогаш сакаат да ги гледаат, но во сето тоа се трудиме да додадеме и некои нови приказни кои што ќе ги видат за прв пат на нашата сцена. Да не заборавиме, пред почетокот на разговорот спомнавте дека што туку добивте и покана за учество на меѓународен фестивал. Да, представата Ана, која што исто така е во режија на Нина Николич, во копродукција на Театар Комедија и Перипетија продукција ќе оди на фестивал во Трогир, мислам, во Хрватска. И мислам баш ми е драго кога ја видов програмата дека останатите автори се големи имиња на светската драматургија како Чехов, така да баш ме израдува тоа што е селектирана оваа представа на тој фестивал. Еве, честитки Драгана за крај на разговорот. Дали љубовта денеска е потешка од кога било? Уживавме во разговорот, еве и ваше мислење на крај, ваш став околу ова, или треба само да престанеме да се лажеме себе си? Еве, не знам како да го формулирам прашањето. Значи, дали љубовта е, тоа е првиот дел, е потешка од било кога? Љубовта секогаш била љубов. Љубовта е најлесната работа на светот. Само работата е во тоа како ние кон љубовта ќе се однесуваме. Мислам дека тоа е. Треба да се ослободиме себе си од стегите кои што ни ги наметнува општеството и луѓето околу нас, и да си дозволиме да се сакаме пред себе си, а потоа да ги сакаме и сите други. Ви благодариме на разговорот. Реков, уживавме во ваше присуство. Ве очекуваме се сите ваши новитети. Ви стоиме на располагање и се разбира можеби да ве угостиме кога ќе се вратите практично од Трогир, од Хрватска. Уште еднаш благодарам и до следно видување, се разбира. Благодарам на отстапеното време.